Осогова во Кочани не ја надигра екипата на Плачковица од Радовиш, но со тактичка игра можеше да ги освои трите бода, доколку прво гредата, а потоа и помошниот судија Џунов не им беа сојузници на гостите. Практично, иако на неделниот дуел два пати се затресе мрежата на радовишани, конечниот резултат на средбата остана оној почетниот 0:0. Инаку Плачковица имаше повеќе од играта и во првото полувреме создаде неколку мощни изгледни прилики за гол. За среќа на жолтосините, напаѓачите немаа свој ден, па во ситуација кога беа сами пред Лазаров, беа непрецизни или неснаодливи. Треба да се истакне и одличната одбрана на Лазаров, кој во 2-3 наврати спречи сигурни погодоци. Спорниот момент на надпреварот се случи во 82-та минута, кога по слободниот удар топката ненадејно стигна до Арсов, која спроведе во мрежата, но помошниот судија видел офсайд позиција и на негова интервенција голот беше поништен. Залудни беа и бурните реакции на осоговци и на публиката. На другите средби во 16-тото коло во Делчево Брегалница Голак ја победи Слог 1934 со 4:3. Во Свети Николе Овчеполе беше изненадено од Каменица Саса и загуби со минимални 0:1. Во Карбенци Фенерџијата Карбенци загуби од Баби со 0:3. Во Лозово Работник беше подобар од Беласица и победи со 2:0. И во Радово на Предок Здравие против Академија Пандев претрпе убедлив пораз од 0:3. По ова коло Академија Пандев е прва со 44 бода, пред Плачковица со 40. Осогово сега има 17, а Слог 1934 13 бода. Но на Виничани опасно им се приближува Каменица Саса, која со изненадувањата во Свети Николе заостанува само 3 бода.